Бојан Маричек се закопува се подлабоко во скандалот со злоупотреба на државно возило за партиски цели. Вице-премиерот сега тврди дека постои уредба со која автомобилот му стои на располагање 24 часа. Сепак во упатството јасно стои дека користењето на службените возила треба да биде одобрено, оправдано, наменско и рационално и во сообразност со визијата, мисијата, целите и делокругот на работата на државниот орган, согласно неговите надлежности. Дали давањето потпис за кандидатурата на Стево Пендаровски е во согласност со визијата и мисијата и делокругот на работата на Секретаријатот за европски прашања. Дополнително, во документот стои дека треба да има уреден патен налог пред отпочнување на користењето, кој го користел возилото, кој го возел, кога, каде, зошто и колку километри се поминати. Треба да изврши внесување во месечниот патен налог податоци за часот на преземањето на возилото, датумот и состојбата на поминати километри во моментот на преземање на возилото. Откако Бојан Маричек се до заплетка, неговиот партиски лидер Димитар Ковачевски се огради од него. Вели за се во врска со автомобилот да сме го прашале вице-премиерот. Поранишниот председател на антикорупцијска Воислав Зафировски вели дека користењето на државни ресурси за партиски цели е незаконско, а особено кога станува збор за предизборен период. И во овој временски период не може никој, освен премиерот, министерот за одбрана и министерот за внатрешни работи, да користат службени возила за какви и да се партиски активности и цели. Сакам да кажам дека уредбата е спротивна и не може уредбата на владата да го дерогира законот за спречување на корупцијата и спречување на судирот на интереси. Минатата година владеачкиот СДСМ во дворот на партиското седиште ја најавуваше кампањата рамо до рамо, а повеќето министри и кадри на партијата од владините канцеларии до партиското седиште дојдоа со службени коли. Службено возило се користи и министерот за политички системи Артан Груби. Пред 2 години тој во Маларечица на состанокот на ДУИ дојде со владино возило, а за тоа доби само опомена. Неодамна и службеното возило на премиерот Талат Џафери беше паркирано на плоштадот Македонија, додека тој пиеше кафе.